Здраво, нова епизода на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Денеска ќе зборуваме за нешто што веќе сме го работеле во овој подкаст, а тоа е, например, за корупцијата. Знаеме дека системот е разорен од неизе, гледаме нефункционалности, нешто што се таложило 30 на години. Но исто така, ова е подкаст посветен на економијата, ќе зборуваме за горливи економски прашања, ќе зборуваме за борбата против картелите, ќе зборуваме дали ќе има ревизија на бруто домашниот производ, бидејќи влегуваме во еден нестабилен период, пред се заради односите Соединетите Американски држави и остатокот од светот. Ќе зборуваме исто така за капиталните инвестиции, кои што до денеска се некаде реализирани 10% од онаа што би требало, така што тоа е некое потврлање. Одговорите на сите овие прашања, односно големата слика што се случува во држава, ќе ни ја даде нашиот гостин, а тоа е премиерот Христијан Мицкоски. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам на поканата и дозволете ми на почеток на вашите гледачи да им го честитам големиот христијански празник, Христовото воскресение, и да им посакам на сите граѓани во Македонија здравје, среќа, успех. Тоа е она кој што ни е потребно. Така. Да напоменеме, ова се снима во вторник, тоа е втор ден на Великден, а се ќе се емитува во четврток, Цела недела е Великден. Цела недела, да, добро, ние од вчера ни заврши во понеделникот, почнавме да работиме од вторник, но да преминеме на она што е лајт мотивот на овој подкаст, она што го работевме, например, околу корупцијата. За да има успешна борба со корупцијата, треба да се исполнат 3 услови. Тоа е да има јавноста желба да се справи со корупцијата, односно да има критична маса во јавноста, да има политичка волја и да нема селективност во борбата. Првиот услов, граѓаните после случувањата во последниве 5-6 години веќе не можеме да трпиме ова што се случува со корупцијата. Декларативно имаме политичка волја за да видиме дали е вистинска, ќе треба да помине време, бидејќи не може да се суди, тоа е процес, не може да се суди веднаш, но доаѓаме до она што во јавноста е многу актуелно, не во политичката, ќе оставиме на страна, туку онаа независна јавност која што навистина сака борба против корупцијата, е тоа селективноста. Премиере, многу актуелно прашање во последно време, дали ќе има селективност во борбата, бидејќи гледаме градоначалникот од редовите на ВМРО што поднесе оставка, градоначалникот на Кочани е во куќен притвор, иако беше 4 години на власт. Дали имаме селективност, бидејќи се добива впечаток дека има селективна борба, односно некако како да се штитат оние политичари во последнава година што се на власт или што се поврзано со ВМРО? Да, апсолутно наш прв приоритет како влада и мој личен е борбата против корупцијата и организираниот криминал. И мислам дека во изминативе нецели 10 месеци од како сме избрани како влада, тоа го покажав. И го докажав со неколку дела. Дали опозицијата, погодена од тоа што обвинителството води истрага против одредени нивни функционери во минатото, па сега се обидува тоа да го пренасочи кон власта и да го брендира како селективна борба со криминалот и корупцијата, тоа е нивно право. Но ние како сериозна политичка партија, но и како влада, мериме, континуирано го мериме чувството кај граѓаните, перцепцијата и така натаму, и јас тука не би се сложил дека тоа чувство го имаат граѓаните. Напротив, посебно имајќи го предвид последниот случај немил настан, ужасен настан кој што се случи во Кочани. И тука веќе ни се разидуваат гледиштата, односно граѓаните имаат едно јасно изградено гледиште, додека пак опозицијата има друго сосема спротивно од граѓаните, дека борбата е селективна, дека се приведуваат врз основа на налог на обвинителството нивни поранешни функционери, без разлика дали е тоа СДСМ или Демократската унија за интеграција и така натаму. Така што јас тука апсолутно уште еднаш ќе кажам дека процесот посебно поврзан со последниот ужасен настан во Кочани, го води обвинителството. И сето она кое што обвинителството ќе го диагностицира, односно ќе го посочи како отчетно, односно одговорно, ние како власт имаме целосно право да постапуваме. Така што до овој момент ниту сум се замешал, ниту имам намера да се мешам, но истовремено ќе постапуваме затоа што, како што кажав и на почетокот во одговорот на ова моје прашање, е дека мој главен приоритет е борбата против корупцијата и организираниот криминал.
Но има едно прашање и што го поставив јас на подпредседателот на ВМРО ДПМН и вице-премиер и министер за транспорт и врски, тоа во владата, но како политичар му го поставив, тоа е дали ВМРО ДПМН како партија, сега и вас би го поставам како лидер, сврсто стои за определбата за борба, затоа што против корупцијата. Затоа што имаме ситуација каде што корупцијата испреплетела на многу нивоа. Се види дека на локално ниво се испреплетени без разлика дали е ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ, сите некако си се испреплетени, си се штитат, односно некако си имаат нати дајми, барем еве за ноќните клубови или за угостителската дејност. Дали постои реално она цврста волја да се рече се одиме, ако треба и против нашите. Бидејќи еве градоначалникот го спомнав, но имаме и во МВР тие што се именувани од актуелниот министр како да се позаштитени, како да не се гонети од обвинителството, како да има страх во обвинителството да тргне она што се вика цврсто во борба против корупцијата, без да гледа кој е што е и како е поврзано со власта. Во моментот што е власта. Да немате дилема. Во определбата и моја лична, но и на владата, ќе повторам, во борбата против организираниот криминал и корупцијата. Прво. Второ, тоа што можевме ние да постапиме, ние постапивме. Сите оние по вертикала кои што на одреден начин, без разлика дали се именувани од сегашната влада или од претходните влади, ќе бидат разрешени, беа разрешени. Дали станува збор за началникот кој што е во МВР Кочани, дали во СВР Штип и така натаму, сите беа разрешени. Но кој ќе се гони и кој има одговорност, покажува истрагата која што ја води обвинителството. Факт број 2. Овој обвинител и овие обвинители не ги бираше оваа влада. Ги бираше претходната влада. Така што јас повторно ќе кажам, ја разбирам опозицијата која што се обидува да овој процес го наметне врз владата како процес во кој што владата е селективна. Јас ги разбирам, не ги оправдувам, се разбира, но на кој што јас можам да го кажам е дека не само што не сме селективни, туку апсолутно по секој налог на обвинителството ние ќе постапиме. И до сега ќе ве потсетам за разликата на постапување на оваа влада и претходните влади, само направете, за жал, можеби морбидно ќе звучам, но компарација помеѓу овој случај и сите оние случаи во минатото, да не ве подсетувам, Ласкарци, Модуларна, Бесатранс и така натаму и така натаму. И конечно, трето, ќе ве подсетам дека пред некоја недела беше приведен директор на една здравствена установа кој што беше именуван од оваа влада како човек кој што побарал мито. И тоа беше во една координирана акција помеѓу обвинителството, судот и МВР. Тој човек беше приведен и изведен пред суд. Ке ве подсетам, како никогаш до сега, лице кое што беше дел од мојот поширок круг на обезбедување поради тргување со информации, беше исто така фатен со корпус делекти, односно со докази во раце, и исто така беше привидено и исто така се наоѓа во притвор. Така што можам да ви споменам многу такви примери. За мене лично се небулозни тврдењата од страна на опозицијата или на некои нивни ботови на социјалните медиуми, но тоа е демократијата, да имаме различни мислења. На крајот од денот граѓаните се тие кои што судат дали постапува државата, обвинителството, судовите или опозицијата правилно и не му дава довербата. Но еве, роднините на загинатите, на настраданите во Кочани има протести на Велика сабота, има еден револт кај нив што е дека истрагата не ги дава резултатите, односно спора, сепак тоа е субјективно, мора да се оградиме, бидејќи во таа болка не може и да се биде објективен и да се гледа целата ситуација, но сепак се добива впечаток дека може и да се заостри, би можело да се заостри малце битката против корупцијата и рачистување на овој случај, како што поминува времето, како да влегува во втор план и да се чека на времето и да, ајде да речеме, нешто да се подзаборави, да се тргне на страна. И тоа едноставно се добива впечаток дека губи интензитет таа битка. Збориме за Кочани сега конкретно. Јас ги разбирам родителите и апсолутно можам да се согласам со нив. И апсолутно ја разбирам нивната емотивна состојба во моментов.
И тука немам никаква дилема. Затоа што јас тоа утро заедно со министерот за внатрешни работи бев на лице место и видов тоа што го видов. Се носеа брзи одлуки, со политичка тежина, со голема одговорност, која што во тој момент беше префрлена лично на моите плеќи. Голем дел од луѓето со кои што зборував, а помал дел од нив, ми рекоа, ова одлука е на ваша одговорност, бидејќи да се транспортираат интубирани пациенти во така тешка состојба, во тој момент немаше многумина кои што сака да прифатат одговорност. Како се чувствувавте во тој момент? На плеќи ви падна нешто што се надевам никогаш нема да се повтори на ниеден политичар, на ниеден човек, да треба да се справува со таква една криза, со таква трагедија. Што се случи? Како реагиравте кога дознавте на 16 кога се случи? Како реагиравте? Лично ме интересира. Како го доживеавте сето тоа? Па затоа велам дека ги разбирам роднините и ги разбирам родителите и знам колку беше за мене сето тоа стресно, што од првиот момент утрото, кога еден од обезбедувањето на министерот за внатрешни работи дојде на мојата домашна порта и тропаше да ме информира за ова што се случи. Тоа беше негде после 3 часот, 3:30. И откако ја добив таа информација, ги видов пораките кои што претходно ми ги беше пратил министерот, тој беше веќе на пат кон Кочани. Се средив, дојдоа луѓето од моето обезбедување и веднаш отидовме во Кочани тоа утро. И таму веќе беше министерот, тоа што го видов беше лично пеколот и ужасот. Но уште поголем беше притисокот кога знаете дека имате десетици, вкупно повеќе од 200 повредени, кои што многу лесно може да ги загубат животите. И факт е дека се носеше тоа утро одлука која што имаше голема политичка, но и човечка димензија. Затоа што морам да признам и сум го кажал тоа во знак на благодарност, први кои што понудија поддршка во тој момент беа соседите. Зборувам уште рано утрото, пред 7 часот. Се јавија веќе, ние бевме таму пред 6, значи пред 7 часот веќе се јавија со организиран превоз, од еден од соседите авион, од една приватна болница се обезбедија возила за транспортирање на повредените, од други соседи хеликоптер, од малку подалечни соседи 2 авиони и така натаму. И тогаш, кога веќе требаше да се носи одлука, таа одлука се носеше со голема политичка, но и човечка димензија и не беше така едноставно. И ќе ви повторам, во тој момент, нема да именувам кој како што, сега за сега, но одлуката која што се донесе, беше директно вие премиери треба да одлучите. Јас не велам дека тоа беше можеби најбрилјантната одлука во тој момент. Јас не можам да ги вратам, а се би дал да можам да ги вратам животите на тие млади луѓе. И за жал, оваа траума колективна ќе не следи, затоа што јас не би се сложил со вас дека процесот е завршен. Доправа следи медицинскиот третман на тие кои што го преживеа се тоа од многу аспекти. Доправа ние треба како држава да се грижиме за здравието и на тие семејства, но и на повредените. Но знам и убеден сум. И му благодарам на Господа што донесовме таква одлука, да голем дел од потешко повредените десетици ги транспортираме, бидејќи ние, јас сум длабоко убеден во способноста на нашите доктори. И им благодарам за се што направија. И знам што правеа тој ден. И знам со каква само жртва се посветија на сето ова во деновите кои што следе. Но сите ние, кога помина неколку дена, констатиравме дека ако така не реагиравме, ќе имавме многу повеќе за жал починати луѓе. И сега доаѓаме до да се вратиме од ова лично доживување на сето тоа што се случуваше, на она што како политичари би требало да го имате перцепирано и вие и како до останатите министри, бидејќи до трагедијата во Кочани имавме што се вика најава дека тоа може да се повтори. Беса Транс беше најава каде што лиценците се покажаа за прв пат дека се проблематични. Издавањето на лиценци, на дозволи и на други документи каде што се допираат јавниот и приватниот интерес е високо оценет како високо ризичен за корупција и тоа го има антикорупцијска во нивната стратегија во 2020-2025 нотирано и дека тоа треба да се исправи.
вие сте 10 месеци на власт, вие кога бевте во опозиција зборувавте дека корупцијата е висока, дека е голем ризик, но за 10 месеци дали бевте смесни дека треба да менувате, да влезете толку длабоко, бидејќи имам впечаток дека дел од министрите си ја работат работата, но дел си дојдоа дека се на власт и не сработија тоа што треба да го сработат, иако имаше вакви показатели за длабоката корупција. Ќе ви дадам мој субјективен одговор. Тоа што ние го затекнавме 24. јуни 2024 година беше распадната држава. И систем кој што е инкриминиран, криминализиран, корумпиран и во фаза на распаѓање. Од најниско до највисоко ниво. Кога ова го зборувам со полна одговорност. И во една таква состојба, кога за прв пат можеби во независна Македонија сметката на владата е во негатива, и тоа е поголема негатива, од околу 200 милиони евра, денеска е фала му на Бога во позитива, околу 3 до 4 милиарди денари. И во услови кога секојдневно имате притисок од доспеани поверувања, од овој систем кој што вие сте го наследили од вашите претходници, инкриминиран, криминализиран и распаднат, треба да носите одлуки и да дефинирате кои приоритети ќе бидат дел од вашите одлуки. Затоа што со алатките со кои што располагате, вие не можете веднаш и се да промените. И да, јас се сложувам со вас дека овој процес на рестартирање на системот, на ресетирање на системот ќе потрае. Многумина ни велеа можеби еден цел мандат. Ние креиравме нашата стратегија во 3 чекора. Првиот чекор беше ајде сега да се обидеме слободното паѓање да го сопреме. Во што мислам дека успеавме. Второ, ајде да се обидеме со крупни чекори колку е можно побрзо да стигнеме до точка 0. И мислам дека се ближиме до таа точка 0. За жал имавме многу предизвици, вклучително и овој ужас во Кочани. И трето, откако ќе дојдеме до точка 0, уште со поголеми чекори напред треба да газиме за да почнеме да ја развиваме државата и да личиме на држава. И тие процеси не беа лесни. Да, се слагам дека можеби одредени работи во делот на приоритетите не беа меѓу првите приоритети. Но во вакви услови, кога вие се сочувате со ребаланс на буџет, кога имате јавни предпријатија, акционерски друштва кои што биле многу успешни, а се пред банкрот, кога вашата владина сметка за срамота е во минус, кога имате државна врзница која што доспеваше почетокот на оваа година 500 милиони евра, пола милиарда, кога имате многу капитални инвестиции кои што немаат абер, дадени се овакви речи аванси за да се земат криминални аванси. И уште многу такви предизвици, ние одлучивме да одиме чекор по чекор. Во делот на ВМРО ДПМН како структура, бидејќи ме прашавте, еве, ајде овие 10 месеци јас нема да зборувам, бидејќи јас се предводам владата. Но можам да кажам и да сум горд да кажам дека нема ниту еден скандал како што бевме навикнати на скандали во минатото. Така. Испорачавте стабилност, извинете, ќе ве само уште една реченица и завршувам. Но ајде да ги погледаме градоначалниците. Тие го завршуваат својот мандат. Не се 1 или 20, 42 градоначалника имаме и таму имаме големи општини. Еве, дали можеме да се сетиме на некаков скандал кој што тие луѓе го направија, кој што се поврзува со криминал, корупција или дали се тие инкриминирани? Зборувам за 40 и 20. Тие го завршуваат својот мандат. Еве, за 5 месеци почнуваме со кампања за локални. Доаѓаме до оноа прашање за двојна брзина во владата, што јас го имам впечаток. Зборевте за стабилизирањето на финансискиот сектор. Министерката за финансии 9 сати од кога ја презема функцијата беше во оваа студио и зборувавме. Она беше подготвена, например, сега одам лично со констатации, не сакам да влегувам кое министерство како работи, но она знаеше што ја чека, влезе, се закани дека тие што отишле на одмор не ги дале документите дека ќе сносат казни сето тоа. Имаме други министри кога влегува, знаеа накаде терат, има план што да направат. Значи не беа изненадени, но имаме едни министри кои што можеа да донесат закони каде што е посочено 5 години после низа трагедии во нивните сектори поврзано со нивното работење можеа да сменат нешто, не го направија.
действуваат дневно, не се посветија така длабоко на проблемите да ги санираат, иако се познати тие проблеми со корупцијата и со издавањето на дозволи, лиценци, тоа се неколку министерства што ги има. Исто така дигитализацијата затаи гледаме дека од 2021 со Дурмот со Беса Транс кога се појави проблемот, имаше најава дека ќе се дигитализира и 3 години и 3 месеци ништо не е направено за да може да се провери дали некоја лиценца постои, е вистинска, лажна или не. Од тие 3 години и 3 месеца, 10 месеца паѓаат на оваа влада. Неколку министерства не направија доволно, барем јас така го гледам, за да влезат во битката. А таа битка се гледа дека на крајот корупцијата била таму и го имаме резултатот што го имаме со Кочани, например. Јас можам да се сложам со вас во делот дека можеби не направивме доволно во овие 10 месеци да направиме се да биде подобро. Но повторно ќе се вратам на она што претходно го дадов како мој одговор, тоа беше невозможно. Дали некој лошо ги одредил приоритетите? Можеби се сложувам со вас. Можеби нешто друго требало да биде приоритет. Но со полна одговорност политичка и човечка, јас тврдам дека во тој момент кога ја превземавме владата и во месеците кои што следеа, приоритетите ги дефиниравме врз основа на потребите на граѓаните. Еве, вие споменавте дигитализацијата. Еве, јас ќе ви дадам неколку примери. За 4 пати се зголемени дигиталните услуги споредено со пред 10 месеци. Но тоа не е важно. Важно е што во делот на дигитализацијата, односно сајбер одбраната, нашиот систем е ранлив. Затоа што немаме одбрана. Или да бидам попрецизен. Секоја од институциите се брани како знае и уме. Зошто? Не, чисто никако. Не, се бранат некако. Помалку или повеќе успешно. Но зошто? Затоа што архитектурата на таа одбрана не постои. Замислете, ние имаме секундарен дата центар или центар на податоци, кој што е изграден, што би требало да биде recovery, односно за поврат на изгубените податоци под услови на напад, а немаме примарен. И сега институциите наместо да имаат примарен дата центар, односно центар на каде што ќе чуваат своите податоци и каде што ќе се бранат, или условно во воен жаргон да се изразам, наместо да имаме одбрана која што ќе биде на 1 километар, ние се браниме на 1000 километри. Такво е сега нашето бојно поле. А во позадина ни стои неискористена цела тенковска дивизија, авиони и така натаму, кои што се recovery дата центар. Бидејќи тој е нефункционален ако вие немате примерен. А дури понапредните држави имаат и клауд собствен, што можеме да го имаме како европска држава. Ние таа архитектура сега ја создаваме. За да личиме на држава, затоа што овој тип на заштита не на држава и потребите на граѓаните да бидат заштитени е во рангот на нова автопатска инфраструктура, на нова електроенергетска инфраструктура, на нова водоводна инфраструктура. Затоа ние морало да го направиме, замислите, ние тоа го немаме. И ние се тоа го правиме. Ја градиме таа архитектура, се обидуваме, и тоа е посветен министерот Андоновски, со неговиот тим да ја создаде оваа инфраструктура и архитектура. Дали требаат средства за тоа? Да, требаат. Сега се обидуваме, и тоа е, фала му на Бога, прифатено од страна на Европската комисија преку така наречениот план за раст, да биде со огромна мера финансирано и од нивна страна, но и ќе требаат и буџетски средства, бидејќи ова не е ефтина лодка. Сега ќе се постави прашањето дали имаме буџетски доволно средства? Немаме. Дали ќе се сноѓаме? Мораме да се сноѓаме. Но потребите не се само ова. Земјоделците велат ни доцнеа субвенциите. Ние сега ги завршивме со 2024 сите субвенции. Што доцнеле све завршивме. Они па си имаат друг приоритет луѓето, што е нормално. Во образование велат, ние имаме просечна плата под просекот на државата. Па потпишевме колективен договор. Во Македонски шуми и во водостопанство 3 месеци немаа плата, па најдовме средства за да исплатиме плата и сега тие земаат плата редовно. И така натаму, сега да не во третоа со други детали. Ќе мора да направиме мала пауза сега за првиот сет на пријателите на подкастот, што возможува да се реализира овој подкаст. Се враќаме после кусата пауза за да продолжиме со прашањето што се презема за да се анулираат ваквите проблеми што се појавија со трагедијата во Кочани, да не ни се повтори, не дај Боже, и ќе влеземе во чиста економија, односно во капитални инвестиции, се она што го најавив. Куса пауза, се враќаме после нејзе. Колку малку треба.
за една искрена насмевка. За да се случи магијата. За изненадување со супер подарок. И за некому да го направиш денот со најубавите вести на светот. Инспирирај се од вкусовите кои не прават посрекни, повесели, подобри. Витаминка. Да, продолжуваме со разговорот со премиерот Христијан Мицкоски. Малце зборувавме за корупцијата, за тоа што ни се случува. Да, мирно интервјуева, мирен разговор, нема она што би сакале да видат поголемиот дел од гледачите, се една голема расправија, но сметам дека треба да имаме големата слика во вакви моменти, затоа што гледаме дека нешто се таложело со децении, дека треба да се промени и така ќе продолжиме првото прашање пред да навлеземе во чиста економија, она што е во суштина поентата на овој подкаст. Економија и јавен интерес, тоа се двете водилки на подкастот. Премиере, прашањето ми е што ќе преземете за да не ни се повтори трагедијата во Кочани, но и во претходните трагедии кои што се резултат на корупција, односно на измешани релации помеѓу јавниот и приватниот интерес и немањето никаква одговорност од институциите и за сите оние што се во тој дел од давање дозволи и што овозможиле да дојде до овие трагедии. Ние веќе превземаме како институции. Вие самите рековте дека неколку министерства се одговорни за да даваат одредени лиценци за одредени дејности. И веќе се превземат институционални активности и веќе тоа е видливо и на терен. Од една страна. Од друга страна, тука мора да има страна на обвинителството, барем тоа е мое лично субјективно мислење, да не биде после тоа погрешно разбрано се тоа дека вршам било каков притисок, но мора да има неселективна одговорност, не само за овој случај, туку и за случаевите во минатото, затоа што се уште се свежи сеќавањата и длабоки раните на оние семејства кои што изгубија своји и во претходните трагедии, и во модуларната во Тетово, и во Ласкарци и Беса Транс. Тука треба похрабар чекор да има од страна на обвинителството. Но тоа зависи од нив. Вие нема да имате промена во системот ако немате институционална, но и законска одговорност. Институционалната одговорност, да, констатирале пропусти институциите и сега се убедуваме да го тоа промениме, нема да биде лесно, нема да биде преку ноќ. И од друга страна, вие мора да имате отчетност пред законите, за да овие работи не ни се повторуваат и во иднина. Сега доаѓаме до моментот и малце и политика, но и економија, бидејќи се е поврзано со економија, ние мислиме дека е политиката важна, у суштина економијата, парите се важни. Каде се парите, така се вика и подкастов. Како да дојдеме до промени кога на локално ниво играчите во угостителскиот сектор се многу важни, па носат парички во партиите, во сите партии, значи ги финансираат и тие партии после треба да ограничат можност за коруптивни действија, а самите зимаат од дел од тие луѓе пари за кампањите, вклучувајќи ги сите партии, сега тука зборувам. И исто така проблемот се јавува што доаѓаат локални избори, секој ќе калкулира со борбата околу корупцијата затоа што ќе очекува некои финансиски партиски добивки. Едноставно, како ќе се справите вие со тоа? И во ВМРО некој очекува дека ќе се донесе пари, и во СДСМ некој очекува, и во ДУИ очекува дека некој ќе даде пари. Како? Ке го поделам мојот одговор во два дела. Првиот дел е, јас ја представувам сега владата, институциите во овој интервју. И моје логично прашање сега на ова ваше тврдење е, ако имате такви докази, каде што некој од ВМРО или ја лично сум добил одредена привилегија, средства. Зборуваме како функционира, дека се поврзани едноставно со, ајде да речеме, со советници, со градоначалници, со пратеници. Едноставно зборуваме, секој со секого се знае и едноставно ќе понудат еве да дојдеме да финансираме, бидејќи кампања ќе биде голема и богата. Јас најодговорно тврдам дека ниту ја лично, ниту моите соработници имаат било какви ваков тип на бизнис релации со луѓето кои што имаат кафулиња, ноќни клубови, дискотеки, кабареа и така натаму. Најодговорно тврдам, но тоа би го проширил и во поширока смисла, во поголем периметар. Не постои човек, нити во Македонија, нити надвор, кој што може да ме погледне во очи и да ми каже дека било кога, за било што,
финансиски ме мотивирал или ми помогнал за време на изборен процес. Не постои таков. Најодговорно. Добро, ги имаме ги големиве маркети, сега... картеливе што се со големи пари, например. Не, само да го... Ова е првиот Тој да дел. ти речат ке финансираме кампања, нека вас кај сите останати. Не зборуме сето тоа. Големи пари се во прашање, големи пари се. Милиони. Затоа тоа е мојот прв дел од одговорот, дека не познам таков тип на релации кои што ги имаат моите соработници и јас со лица кои што се дел од овој бизнис, со кафулиња, ресторани, кабареа, диско клубови, така натаму. Но од друга страна, сега ова е вториот дел од одговорот, факт е дека тоа се институции кои што влијаат во економските текови во државата. На крајот од денот, ние имаме како земја најнизок данок на додадена вредност во регионот, па и во Европа. И логично е дека тој бизнис учествува во полнењето на буџетот, односно е дел од економијата, а со самото тоа угостителството има свој процент во бруто домашниот производ. И сега, ако вие сте во мои чевли, ќе имате една дилема. Ако одиме стрикно спроведување на законите, а мораме, тогаш дали 20-30% од тие објекти ги исполнуваат условите. Еве во Скопје ние навечер немаме сега ноќен клуб кој што работи после 1 час. И голем дел од нашите сограѓани, за да се забавуваат, викендите ги користат во соседство. Или на север, или на југ, или на исток, или на запад. И таја ја помага директно економијата во соседството. Но јас не можам, и покрај тоа што сум свесен дека да, можеби бруто домашниот производ ќе трпи и економијата ќе трпи, но не можам да си дозволам уште едно такво утро во мојот живот, кое што не дај Боже никому да му се случи во светот. И затоа ние одлучивме стратегијата да ја темелиме на со сите последици што може да ги има нашиот буџет и бруто домашниот производ и се, да ја темелиме на ова, или ќе поставиме една за секогаш основа, па ќе градиме нешто, или подобро да не нема. Дојдовме за картелите и тука се големи пари во играње. До каде е постапката, бидејќи некако се развлече, се разводни, имате ли информации што се случува, бидејќи според моите информации сериозни пари се вложува за да се исхендла медиумски и во јавноста нивната позиција, односно ова прашање да не биде многу високо поставено, а гледаме дека и Комисијата за заштита на конкуренцијата некако е пасивна, иако работи за разлика од претходно, сега работи, има и одлуки, носи одлуки, но до каде е целата работа, бидејќи големи пари се во прашање, бидејќи не со милиони имаат профити, зборуваме за профити. Со обрти од, мислам, некаде 950 милиона на годишно ниво имаат обрт тие компании, дел од нив 4 се со товарат за картелско ќе се рачисти ли целата приказна? Предпоставувам, мислите на нефер трговските пракси? Да, и картелско здружување на 4 маркети. Но и делот од картелското здружување. Јас би почекал тука со одлука. Зошто? Затоа што и самиот закон е таков кој што вели потребен е период од 9 месеци, тој почна октомври практично, 1 октомври минатата година, че негде до крај на јуни, за да се направи некаква споредба во делот на нефер трговските пракси. Од аспект на тоа дали владата е во положба да ги брани овој тип на картелско здружување или големите маркети, доволно е да се вратиме неколку месеци назад, кога ја почнавме на акција околу замрзнување на профитната, на дистрибутивната маржа и така натаму, и ќе видите какви критики од страна на дел од овие ланци, а нашите информации непотврдени, морам да кажам, непотврдени, велат дека тие инструирали политичка партија од опозицијата да прави пресуди, напаѓајќи ја владата, тогаш ќе го добиете одговорот дека не само што не го поддржуваме тоа, туку напротив се бориме жестоко. И за тоа имаме и политички одреден конфликт, бидејќи во тие нивни пресконференции обраќања во јавноста нема економско обраќање и економски позиции, има политички. Ќе истраете ли во оваа борба, бидејќи големи пари се во прашање, затоа што во еден момент и они учествуваат во бруто домашниот производ, а не смеете премногу да ги стегнете, бидејќи реков обртот е голем, треба да внимавате и на број на вработени, треба да бидете добри во бизнис заедницата, со бизнис заедницата, бидејќи сте влада, треба да се грижите за сите аспекти, но овде имаме
сомнение за картелско здружување. Ќе истраите ли во борбата и ќе имаме ли резултати прв пат ако се докаже такво здружување да бидат казнети? Да Како не? Како јас повторно ќе ви кажам, ние со оваа работа немаме намер да се занимаваме за да импровизираме. Мислам, никому ништо не должиме. Должиме на народот, кој што не дал довербата од 450.000 гласа пред една година, речи се. Помина од 8 мај доаѓа, ке помина една година. И председателката која што освои 550.000 гласа. Значи, повеќе од пола милион луѓе не дале доверба. Како ВМРО да помане, како коалиција повеќе од 600.000 граѓани. Ние тоа нема цена со која што може да ме натера некој да видите, логично е опозицијата да се обидува да ве напаѓа, да измислува, да критикува, да конструира. Логично е ботови на социјални медиуми да ве навредуваат, па дури јад хоминем, мене, моето семејство, затоа што тоа се тие паразити на системот кои што живеат, добивајќи енергија со тоа што континуирано го цицаат системот, го уништуваат и ваков тип на здружувања поддржуваат. Очекувате ли казни за картелското здружување ако се да утврди дека имало такво? Апсолутно, ако се утврди, ако има докази се разбира. Ако има докази се разбира. Никој да нема дилема. Ќе засилите ли оваа комисија со дополнителни луѓе и средства, бидејќи почнаа да работат и гледаме дека нешто се менува, али за тоа да се смени на подобро, ќе треба моци повеќе парички и повеќе вработени. Од информациите со кои што јас располагам, видете, они упатија барање до Министерството за финансии за вработување на неколку мина со кои што кадровски би се засилиле и добија позитивно и мислам дека процесот на селекција веќе тече и мислам дека многу скоро денеска ќе има и кадровско освежување на таа комисија. Ајде да дојдеме до онаа прашање што се капиталните инвестиции. Во опозиција кога бевте големи критики за реализацијата што ја имаше претходната власт, но еве само момент да ги најдам во моментов само едно рефреш да направам тука што се случува. Еве ги, значи со 14.4, значи последен податок капитални расходи е 10,37. Тоа е за 3 месеци и 14 дена. Само 10,7 даде министерката за финансии една изјава дека да, во зима не се работи и се чека, но има и логично објаснување за тоа, но сепак реализацијата е далеку од оноа што би требало да биде од очекувањата, бидејќи гледаме дека секоја недела и вие, но и ваши министри, ваши политичари излегуваат на терен и викаат градиме ова, правиме ова, почнавме овде, почнавме онде. Едноставно, од оноа што се промовира во јавноста во изминатиот период, бројките како да не го покажуваат тоа. Зошто е и ваква реализацијата само од 10,37? Реализацијата на капиталните инвестиции мора да ја поделиме во два дела. Зошто? Затоа што во минатото, како капитални инвестиции се книжа социјалните трансфери, понекогаш дотациите до јавните предпријатија и акционерските друштва по доспеани побарувања. Дали се тоа кредити или пак доспеани побарувања кон добавувачи, тоа све се книжеше што велат во Министерството над црта, односно во делот на капиталните инвестиции. Тоа го спомна министерката и остана недообјаснето во јавноста, бидејќи беше една новинарско прашање на настан. Еве јас ќе се обидам. И покрај тоа што оваа година споредено со минатата година временските услови беа попредизвикувачки. Зборам во делот на снег и така натаму, за разлика од лани кога беа подобри. Ние имаме поголемо ниво на капитални инвестиции реализирано со тоа што инвестициите капитални кои што се финансирани од страна на јавни предпријатија и други институции, а кои што се финансирани со заем, се книжат под цртата. Тоа се дотации по доспеани побарувања. Да речеме, да го поедноставам. Јавното предпријатие за државни патишта реализира капитална инвестиција автопат. Но таа капитална инвестиција се реализира со тоа што е бекапирано, односно поддржано со некаков кредит. Не е во можност јавното предпријатие да го исплати тој кредит. Кредитот го, бидејќи државата дала државна гаранција, кредитот за реализација на тој пат го исплаќа Министерството за финансии. Порано тоа се книжеше како реализирана капитална инвестиција над цртата, односно во делот
на капиталните инвестиции. Значи, ако од 100 единици што треба да се направат, реализирани се 100 единици еве се изградени, но има и долг што треба да се плати, се додадат уште 100 единици, например, тогаш ќе има 200 единици дека капитални, ама реално има 100 единици, а сега е подцртата тие 100 единици. И тие се реални. Реални, да, само покривате, во пресметката во долгот. ама не се реални во пат зборуваме, не се реални во пат, но не и во долгот, не и во процентот. Так. Оти капиталните инвестиции влегуваат во буџетот, така надцртат. Так. А овие се реални, направен е патот. Еве патот, не знам, градско Дреново Фариш. Направен. Тој е бекапиран со кредит. Не успеал Македонија пат, односно јавното предпријатие за државни патишта да го сервисира. Министерството тоа го сервисирало. И тоа наместо да се книжи како порано што правила претходната влада за овој пат капитална инвестиција во капитални, се книжи под цртата. Кога тие две бројки ќе се соберат, едната е, мислам, со 15 април негде околу 90 на милиони евра, а другата е 85, тогаш доаѓаме до 175 или за 20 повеќе за истиот период минатата година, кога навистина пред избори беше и така натаму се брза многу работи и тогаш се исплати оној голем аванс за Бехтел Јенка. Так, 220 милиона мислам. Огромен аванс се исплати. Ке дојдеме до бројка која што е поголема од таа која што беше минатата. Сега ако се по старата формула, колку би било ова брека 10-37 па двојно повеќе. Значи би било 20%. Па негде меѓу 18 и 20%. Меѓу 18 и 20%. Исто така ме изненади многу интересна прес беше, штета што не е на изјава после настан не беше ни прес, току беше изјава, остави приливот, односно приходите што се остварени до 14.4, каде што изнесува 26%, што имаше драстичен расте тоа во однос на јануари и февруари, каде што приходите се 13, буџетските приходи 13% и одеднаш имаме овде за дупло безмалце приходите. При што остана нејасно кои се тие компании државни од каде што се земени дивидендите, парите и отвори после тоа во јавноста две прашања, дали е добро или лошо што се земени тие пари од тие компании. Ајде објаснеме од кого е се тоа земено, бидејќи остана недоволно јасно во јавноста. Нема такви средства приходите, односно потеците клучни се управата за јавни приходи и царината. Тие се главните два дотеци во буџетот. Имаме сега добри и други, но овие се суштински два. Ако имаше мало потврлање во данокот на додадена вредност, односно во март месец, во првите 2 месеци беше добро, во март месец имавме мало, тоа е поради тоа што тогаш беше верскиот празник, Бајрам, и од тие причини практично се доцнеше со уплатата и се уплати во почетокот на април месец и затоа вас тоа најнаш скокот ви се случува тука. Во делот на данокот на добивка, тука имаме одредено затајување, но треба да видиме зошто. Посебно, имајќи предвид дека сега се аконтира данокот на профит кој што е за следната година на компаниите, а посебно на оние компании кои што до година ќе плаќаат 15% усогласен данок на профит со глобалниот данок, кој што веќе ги донесовме како законски измени. Така што и ваквата состојба за 7% подобро од минатата година. Имаме кај царините малку кај акцизата потврлање, но тоа не е поради тоа што царината не работи, таа рекордно ги наплаки и секој месец има по 5, по 7, по 10% поголема наплата, туку поради ниската цена на нафтата и нафтените продукти на берзите. И тука имаме кај акцизата мало потврлање споредено со она што сме го планирале, но генерално и УЈП и царината се негде 7 до 8% над она кое што беше минатата година. А од планираното за оваа година? Јас податоците мои за 15-16 април се некаде околу 27,5% и приходи и расходи отприлика дека се наплатени. 15-16 април тука негде се негде 27,5, што ми дава комоција дека ќе отидеме на 37,2% во заклучно со април месец. Сега ќе се засилува потрошувачката, логично е, бидејќи имаме нивелирање согласно минималната плата, имаме зголемени примања и слично, така што очекувам
да она кое што го проектиравме го оствариме до крајот на годината. Ако е 32 сега зборуваме, некаде со заклучно со април, тоа би било во рамките на очекуваните тие 8% што би требало месечно да биде, со тоа што февруари е малце пократок како Ако месец. третина е 32,3, логично е на крај да дојдеме до тоа што е Така, проектирано. Добро, значи очекувате значи добро да се движи на платата. Хајде нешто исто така на 15 март се сеќам пред трагедијата на еден И конечно, простите што да го кажам, конечно заврши тендерот за избор на е-фактура, конечно успешно најверојатно ќе заврши. И тука очекуваме уште дополнително да зададеме удар на сивата економија и дополнително да имаме поголеми приходи. Кога ќе почне фактурата? Па еве тоа велам конечно, ако биде секако што треба, после неколку неуспешни процедури, конечно завршува, очекувам уште оваа година да почне. Очекувате, значи се очекуваше според тоа ќе биде според планираното, бидејќи според сите математики беше дека до 1.1.2026 би требало да се заврши. Да. Се тоа значи ќе се добие со 1 јануари. Добро, пред да збориме за 500 милиона евра, уште една куса пауза за вториот рез што го правиме за нашите пријатели кои што го возможуваат овој подкаст. Останете со нас, ќе зборуваме малце и за корекциите на БДП и за останатите економски прашања. Колку малку треба за една искрена насмевка? За да се случи магијата? За изненадување со супер подарок. И за некому да го направиш денот со најубавите вести на светот. Инспирирај се од вкусовите кои не прават посрекни, повесели, подобри. Витаминка. Продолжуваме со подкастот. Гостин премиерот Христијан Мицкоски. Зборувавме за корупцијата, за трагедијата во Кочани, зборувавме за малце и за економија, капитални инвестиции, објаснивме зошто се само 10% за 3 месеци кусор дена, 14 дена. Она што остана како прашање да лебди на крајот од втората третина беше оние 500 милиони што ги најавивте, мислам на 15 март, на еден настан рековте дека ќе обезбедите дополнителни 500 милиони за патишта кои што ќе се однесуваат на локална инфраструктура за да ги поврзете локалните места со главните текови инфраструктурни со државава. Кажете ми, од каде ќе ги најдете овие 500 милиона, бидејќи некако Унгарија се врти цело време, па се дочекува тоа на нож, дали повторно ќе биде Унгарија? Во периодот кој што следи, убеден сум дека успешно ќе испреговараме и ќе заокружиме инвестициски бран помеѓу 5 и 6 милиарди евра, кои што ќе се случат во Македонија. И откако ова ќе го заокружиме позитивно, сакам да седнам со стопанските комори и отворено да поразговараме дали ние имаме капацитет да сето ова го реализираме. Јас сум убеден дека имаме, но ни треба добра организација. И сега ќе се обидам нормално во интерес на преговорите и во интерес на процесот да ги потенцирам вредностите и проектите. А многу скоро, во следниве, би рекол, не повеќе од 2 месеца, ќе биде сето ова на јавноста објавено и точно ќе се знае од каде, што, како и така натаму. Но целта моја лична и на владата беше да се направи овој инвестициски бран, ќе се сложите. Ако нашиот БДП е, условно кажано, некој 16,5 милиарди проектиран номинален, ова представува, би рекол, од 35 до 40% од нашиот бруто домашен производ. Помеѓу половина милиарда и 1 милиарда се средства кои што ќе финансираат проекти за изградба на локални, регионални и експресни патишта. Дел од нив ќе бидат модернизирани, односно реконструирани, дел ќе бидат изградени. Затоа велам помеѓу половина милиарда и милиарда. Се преговара, условите и така натаму. Значи може и до милиарда да оди нов долг за оваа намена. За оваа намена. За оваа на што е збор. Од 500 до милиарда, не е само 500. И тоа нема да биде нов долг, бидејќи ќе расте БДП-то, бидејќи во градежништвото парите 3 пати се вртат најмалку
и нема да биде нов долг, односно номинално ние може да го намалиме долгот. Процентуално тоа како што си расте БДП, тоа ќе иако расте во апсолутни бројки, во учеството ќе се намали заради големото зголемување на БДП. Така, тоа е едно. Вториот проект е следен. Конечно изградба на клиничкиот центар Штип, болницата Кичево, проект од 90-тите. Не, тоа кога ќе го видам, мислам дека ќе прославиме. Не, тоа нема да го видите, затоа што кога излеговме на терен со луѓето, констатираа дека подобро на друга локација да се гради, отколку на таа, бидејќи темелењето е различно, све е веќе различно. Ново ќе се прави се? Да. Да. Тој објект се напушта што... Па, поскапо е да се прави, таму да се реконструира постојниот, кој што е оставен 25 години да скапува. Значи, Кичево ќе добие на ново место клиничките. Не клинички, болница. Болница си. Клиничкиот е Штип. Реконструкција на клиничката болница Тетово, операционите сали и останати два други оддели. И пруга, условно кажано би рекол брза, која што ќе биде дел од коридорот 10, во која што возовите патнички одлучивме поради цената, иако сакавме да биде над 200 км/с, но одлучивме поради цената да се движат по 160, споредбено со сегашните 30-40. Добро, мислам, карго... научна фантастика и ова е 160 за нас, добро. Па, многу скоро денеска ќе бидете сведоци на тоа. А карго 110. И овој бран ќе биде помеѓу 2,3 и 2,5 милиарди евра. Инвестиција. Значи, половина милиарда до милиарда локални, експресни и регионални патни правци, инвестициите во здравство, клиничка болница, клинички центар Штип, болница Кичево и реконструкција на Тетовска болница, брза пруга коридор 10, Табановце, Гевгелија. Ова е проект кој што ќе натфрли помеѓу 3,5 милиарди евра. Во секој обезбедени средства. Да го направиме заради климаво е на светско ниво што се случува. Ако нешто не се реализира и не расте БДП-то како што очекуваме, бидејќи релациите, сега зборуваме Соединетите Американски држави и Европска Унија, пред се Германија мислам, ако нешто киксне, ќе кикснеме и ние, а нашиот бафер во однос на јавниот долг не постои, немаме ние 60 и кусор 62% јавен долг, тоа треба да оди под 60, се надеваме дека ќе успе. Првиот кикс на БДП, ако нешто киксне, јавниот долг оди горе, се останато долу, имаме лошо. По основ на тоа се одвоени случаи. По основ на овие проекти, БДП нема да оди, односно јавниот долг нема да оди нагоре, а БДП надоле. Напротив, обратен процес ќе предизвика, бидејќи ова се капитални инвестиции кои што ќе покренат градежната оператива и 3-4 пати ќе ги завртат парите. Тука по основ на овие проекти БДП-то ќе оди нагоре, а јавниот долг ќе оди надоле. Ова вие зашто ме прашувате, ако сакате и за тоа ќе одговорам, само ми остана уште третиот проект. Да. Третиот проект е, и тоа не е тајна, бевме во Обединетите Арапски Емирати. Имав состаноци на супер високо ниво. Нема повисоко во суштина таму, бидејќи се сретнавме со претседателот на Емиратите. Но покрај тоа што се сретнавме со претседателот на Емиратите, се сретнавме со врвната бизнис заедница и врвните компании кои што функционираат надвор од Емиратите. Сите тие во мај или во јуни, треба да прецизираме, доаѓаат тука. Проектите за кои што разговараме се проекти на постоечки локации веќе изградени во Охрид, односно откуп од собствениците, 2 нови локации, но поради ограничувањето од УНЕСКО тие не можат да видат својата полна, би рекол, полн капацитет, мораме да го пазиме тоа. Попова шапка, ски центарот, локацијата кај касарната за лендмарк, за објект кој што ќе биде не лендмарк само за Скопје и Македонија, туку би рекол регионот, Чебрени гариште, но и друг тип на објекти, како што се нови соларни и нови ветерни централи, се проекти за кои што веќе има follow-up од нашата посета и веќе се разменуваат со институциите од тука податоци. Очекувам од овој инвестициски бран помеѓу 2 и 3 милиарди евра за Македонија. Колку можеме да
го направиме се ова, бидејќи се покажа дека нашите институции се разорени, слаби и прилично коруптивни, а и што се ова што го кажувам, но и како да се немаат ни техничките можности да дадат услуги за вакви големи проекти каде што ќе треба висока свесност, висока стручност и висок патриотизам за да не се полакомат за некоја паричка, па да направат некој пропуст, па да не оди се според закон, па да им дозволат на инвеститорите кои што се богати нешто да се направи под маса и сето тоа. Зборуваме сега институционално колку можеме ние да пратиме нешто вакви големи инвестиции. Ќе ви дадам одговор. Овој предизвик е составен во два дела. Првиот е овој што го кажавте вие, институционален ризик, кој што државата треба да си го абсорбира и да си го решава. Дали сега тоа ќе биде идеално, нема да биде. Дали тоа ќе биде решавање предизвици на дневно сно, така и ќе биде. Но вториот е економскиот или бизнис ризикот кој што ќе треба инвеститорот со бизнис заедницата во Македонија да го решат. И токму од тие причини јас ќе седнам со стопанските комори да видиме како заеднички можеме сето ова да го направиме да биде во една хармонија, затоа што сепак ценам дека овој историски момент кога ние можеме како држава да направиме голем чекор, кој што сакаме и договорене и треба да го направиме. Сега ќе ви кажам јавноста како ќе реагира. Ќе рече, Мицкоски ја продаде Македонија на арапите. Тоа ќе биде прво што ќе реагираат. Јас сум свесен дека ниту една работа нема да биде дочекана како да кажам со расширени раци, ќе речат браво, христијан секоја чест и така натаму и така натаму. Но јас сум подготвен сето ова да го зборувам и да го дебатирам. Да, ќе речат Македонија продаде на арапите. Што продаде од Македонија на арапите? Ски центарот Попова шапка, каде што ќе дојде пола милиарда инвестиции, кои што денеска скапува, кој што времето го изело, последната инвестиција е жичарата Лајтнер, кој што ја направив како директор на Елем, тогаш. Ајде да видиме понатаму. Чебрени галиште, кое што 12 години не постои, каде што ние... 14 или 15. Ој, се извинувам, 12 тендера или 14 или 15. 13-14, така. Во кој што ќе имаме процентуално учество, без да ја дадеме мирас тиквеш, туку само за Чебрени галиште, каде што ќе се инвестираат 1,2-1,3 милиарди евра. Во ред, нека ме обвинат, ако за тоа ме обвинат. Доставам јас од тој проект во joint venture компанијата 25-30% зелен, па и повеќе, не знам, ќе се договараме, сега не би лицитирал со проценти. Нека се инвестираат 1,200-300, нека се направат 2 нови резервоара, убеден сум дека во иднина ќе треба вода и битките во иднина ќе се водат за питка вода за Тоа и Светска банка го вели, само ние не сме свесни и губиме 60%. Не, јас сум многу свесен, затоа ги правиме овие 2 резервоари, и на Чебрени и на Галиште. И не само за вода за пиење. За наводнување на Тиквешко поле 60.000 хектари имаме таму каде што имаме илјадници, семејства кои што живеат од земјоделието. Знаете што ќе ви направите? Ајде сега Ако нека му обвинат за али еве екологистите, ќе го запазите ли Охрид по стандардите на УНЕСКО? Тоа ми е мене и лично како човек, бидејќи живеам овде и сето. Ама затоа ме слушнавте, како реков, мора да го запазиме тоа. Тоа е од УНЕСКО. Цврсто ли дека нема да... Бидејќи еден друг премиер пред вас кажуваше дека може да биде и нешто што не може да биде. Го слушнавме, го видовме, кај што за диво градба една викаше мора да се најде начин да биде легално. А беше на самиот брег, мислам. Затоа растегливо кога економијата е во прашање, растегливи се политичките ставови и политичките погледи. Затоа ве прашуваме јавно дали ќе обстоите дека не смее да се наштети на оноа што е заштита на Охрид од аспект на УНЕСКО. Тоа е. Како институција апсолутно. Апсолутно Охрид е заштитен од УНЕСКО по две основи, и како природно, но и како културно светско благо. Не е само како природно. Така што ние од Охрид треба да претвориме нешто што треба да представува не само регионален, зашто да не и европски туристички хаб, имајќи предвид дека имаме аеродром. Ние зборувавме за нови линии. Еве сега почнува Fly Dubai повторно од есен да се обраќа на линијата Скопје-Дубај. Ние зборевме и за Emirates, зборувавме и за Air Arabia од Абу Даби или Дубај до Охрид да летаат. Не дека они ќе се збогатат со таа линија, но политичката порака е битна.
да донесеме луѓе кои што се подготвени за убав туризам, за луксузен туризам да платат. И сега зборуваме за попова шапка, едно прашање што мене лично Попова шапка е единствената само земјиштето планина. ме интересира дали ќе биде продадено или ќе биде Не може да со концесија на туѓи 90. земјиште. Земјиште не може со туѓи, тоа Не, е по добро, закон. кај што ќе градат, што бидејќи ќе треба да инвестираат па Не ги стази, интересира нив бизнис, земјиштето. Бизнисот ги интересира. Видете, бидејќи голема пречка се од секогаш било за влегување на бизнисот во чија собственост ќе биде земјиштето. воопшто не треба тука да се грижиме. Не доаѓаат тие тука никому ништо да земат. Доаѓаат затоа што објаснивме дека има Македонија потенцијал од кој што и тие ќе профитираат на долг рок. Они сваќаат како луѓе дека во еден момент примарниот нивен асет, а тоа е нафтата и нафтените наоѓалишта, ќе дојдат до крај и е потребно да го диверсифицираат своето портфолио како држава. Денеска Дубај, емирот Дубај, нема нафта повеќе, но затоа е финансиски центар на тој дел од светот. И они затоа напаѓаат на секаде. Амар гради најголемиот нивен холдинг не само на Балканот, ние го знаеме Eagle Hills, Белград на вода или Драч пристаништето. Тие секој ден пуштаат по некој нов лендмарк, дали е тоа Франкфурт, дали е Торонто, дали е Лондон и така натаму. И сега ако се тие добри за Торонто, за Франкфурт, за Лондон, за нас не се добри? Знаете, кај нас Еве, јас ќе го поставам тоа Не, прашање. кај нас сакаме реформи, но кога ќе дојде реформите, сите, ама не, добро беше и старото, окей, знам како ќе биде се Нека ова се дочекано изгради, во видете, јавноста. тоа све што го зборувам, еве спремен сум да ја понесам политичката жртва. Само нека се изгради. Но нема да брцнете кај дел од бизнис заедницата во Македонија во окце со ваквојот план за развитокот и сето тоа малце. Па напротив, тие треба да се партнери во се тоа. Ќе имат ли напротив. капацитет да бидат партнери според вас? Токму тоа го кажав, ќе седнам со стопанските комори и отворено ќе разговараме. Затоа што ова е приватна инвестиција која што ќе го зголеми нашиот БДП ако македонските компании работат. Сигурно нема да ги носат тие работниците од Абу Даби или од Шарджа или од Фуџеира или од Дубај. Сега, зборевме, го начнавме, па скокнавме на друга тема. Не ли ве плаши малце ова битката со тарифите помеѓу Соединетите Американски држави и Европската унија, како ќе се одрази на глобалната слика, но и на нас како Македонија визави Европската унија. Бидејќи ние сме поврзани со германската индустрија, со Европската унија исто така 70%, над 70% од извозот ни оди во Европската унија. Дали едноставно не сте уплашени дека може би да имаме удар, економски удар, бидејќи гледаме на малова број на работници Германија од Балканот што ги зима, гледаме дека нарачките се намалуваат. Едноставно некако се не е наарно што се вика во догледно време. Ние во таа работа како држава не можеме многу да придонесеме, бидејќи предпоставуваме Европската унија си има своја стратегија во односите со Соединетите Американски држави, но и со другите глобални сили во светот. Што можеме ние да направиме? И ние тоа го правиме. Прво, што се однесува со нашата проактивност во односите со Соединетите Американски држави. Веќе имав еден телефонски разговор со државниот секретар за економија, господинот Хауард Лутник, во кој што многу јасно зборувавме за овој предизвик и многу јасно добив големо охрабрување и позитивни сигнали дека ќе бидеме меѓу првите кои што тој така наречен рамков договор ќе го потпишат. И тоа ние го правиме. И денеска имам најава дека повторно ќе реализираме уште еден телефонски разговор, ќе збориме на оваа тема, да бидеме навистина меѓу првите држави. Тогаш тој ме информираше дека од оние првични 33% дека ќе има уедначени на 10%. Разговаравме како е тоа можно да статистиката е различна во двете држави и така натаму. Сега во моментов е се сторнирано од страна на администрацијата и сега се унифициране 10% колку што знам. Да, и се чека така наречена рамковна спогодба со земји стратешки партнери. Ние сме стратешки партнери. И тоа многу јасно го знаат. Личните наши односи се на многу високо ниво, би рекол историски највисоко. Така што тука сме проактивни. Од друга страна, дозволете ми да ви кажам и оваа работа, нашите производители дома во автомобилската индустрија кои што доаѓаат од земјите во Европската унија, ќе ги направиме поконкурентни со тоа што ќе го усогласиме конечно царинскиот тарифник, за да нивните производи
односно инпутот во нивните производи биде што е можно помал и тој закон е веќе во процедура. Очекувам веќе од 1 јули оваа година 50% да бидат усогласени, а 50% 1 јануари 2026. Значи конечно ќе го решиме тој проблем Конечно, што се што- провлекува со децении. Затоа ви велам, многу имаш работи за решавање. И многу приоритети. Не беше една работа. Да беше една работа, многу полесно ќе беше. Но јас често им велам на моите соработници, ако било лесно, немало да сме ние, ќе бил некој друг. Добро, добро. Ова беше мало ЕПП, мислам, добро. Во ред, да финишираме со подкастов, посветивме малце внимание на борбата со корупцијата. Мене ми лично тоа ме фрапира колку ние у суштина кој е навлезено во секоја пора на општеството и затоа посветив малце повеќе внимание на тој дел, значи 1/3 од подкастот, но сега одиме малце побрзо по блиц прашања. Значи не очекувате корекција на бруто домашниот производ, 3,7 е за годинава за 2025, дали ќе има надолна корекција, што очекувате? Номинално ќе расте и повеќе. Но да ги почекаме резултатите од првиот квартал, ќе можеме појасно да видиме. Ако тука веќе имаме над 3,5%, тогаш јас би бил оптимист. Така, се фативте со синдикатот за повеќе прашања, минимални плати, просечната Сеќавате за кошница. БДП 24 ни предвидува под 2%, излеговме 2,8%. Да. Одиме со синдикатот, зашто толку се фативте со синдикатот, па им правите сега и просечна кошница која ќе биде државна од статистика, нешто што се напушти во 2011 година, мислам. Што толку отидовте, што се вика народски, на дур со нив, на нож да отидете, кога беа они лоши и за СДСМ, се кара, се расправа и сето тоа, и барем колку што го знам јас, лидерот на ССМ, е човек со кој што може да се седне, да се разговара, да се седне и да се видат, да, ќе си држи он правата на работниците и неговата агенда, но постои можност за договор. Зошто се отиде толку жестоко, па дури се отиде и просечна кошница, и што ќе се одржи и кога може да ја очекуваме оваа прва просечна кошница? Не можам краток одговор да дадам, но ќе се обидам колку е можно пократок да биде одговор. Не отидовме на дур. Нашиот став беше, и ќе остане принципиелен. Во рамките на економско-социјалниот совет, работниците и работодавачите треба да се договорат за висината на минималната плата. Владата тоа ќе го поддржи. Таков тип на екзибиции, владата една година да субвенционира разлики од 6.000 денари, 300 милиони, такви пари ние немаме. Не, да не ги наплаќат тој нивелот, само да едноставно платата да биде тај, но да не се може наплаќа. тоа така, како не е ова детска игра и сега ние сме во градинка течења, па тоа така не, вака да, топката не ми ја давате, јас ќе се наутам. Они викаат да се замрзнат придонесите, а да се исплаќа за 6.000 повисока плата. А придонесите да бидат, например, на 24.000 да се плаќа, а да биде платата минималната 30.000. Не може така, тоа зборувам. Таков систем никој не може да толерира, ниту па негде постои таков пример во светот. Никаде во светот не постои такво нешто. Како ние сега на приватните ентитети ќе ги стопираме придонесите. Мислам, тоа е невозможно нешто. Они бараа од нас нешто што е невозможно. Тоа е невозможно да се направи. Ај што не е законски, не е уставно и невозможно. Ние им рековме, луѓе, договорете се. Во меѓувреме истече репрезентативноста на синдикатот, па немаме економско-социјален диалог, бидејќи немаме репрезентативен синдикат. Се формираше комисијата, трае процедурата на избор на репрезентативен синдикат, првиот момент кога ќе се избере, ќе се седне во рамките на тоа тело, тоа што тие ќе го договорат, ние ќе го поддржиме. Тука не треба никој да има дилема. И тука се тргна против владата со политички пораки од страна на синдикатот. Седнавме, побараа состанок, веднаш ги примив. Седнавме, разговаравме. Нивната изјава беше, не е виновна владата, нашата синдикална борба е виновна. Тоа беше нивната порака. Што е вистина за чудо? Што е вистина? Затоа што на вистина не е владата виновна. Зголемивме плати на образовните работници. Тоа е огромна маса луѓе. 35-40 000 луѓе се тоа. Направивме договор со синдикатите во образованието за 4 години, што никој не го направи. Зголемивме плата. Сега има само дозволете ви кажам. Според колективните договори малце измрдано, општите треба 12,6%, колку ќе добијат, како ќе добијат. Не, ништо не е измрдано. Ништо не е измрдано. По општиот колективен договор не требаше никој да добие зголемена плата.
Зборам по општиот колективен договор кој што истекува за 2 месеца. Ние потпишувме практично гранкови. Така е. И има сила на закон се тие Сите, тоа е она кое што ние во синдикалното движење во Македонија треба да му ставиме еднашка за секогаш рамка. Дали општиот, дали гранковиот или индивидуалните, или законот. А сите овие 4 документи имаат сила на закон. И сега што се случува? Ако ти мене не ми исплатиш по најдобриот од овие 4 документи, ја тужам. Така. И сега во две институции, во одбрана или во МВР, плативме 50 милиони евра одштета затоа што си тужеле луѓето. Имаат право. Така е. Според А во одбрана и во култура, да речеме, и во уште една друга институција, се не се сеќавам која, направени се колективни договори кои што Министерството за финансии не ги одобрил. Затоа јас се трудам да им објаснам и на овие од синдикатот, и од едниот, и од другиот, и од третиот. Сакаме заедно да работиме, да бидеме партнери. Дајте да седнеме, да направиме рамка, да ви олесниме и вам, и нам. Како ќе направиме рамка? Да го ставиме ова вон сила. Подготвени сме да испреговараме. Никој не ви ги крати работничките права. Недела неработен ден, добро. Ја имам друга идеја. Не ви се допаѓа, дајте да преговараме, да ги ставиме аргументите. Јубилејна награда, ајде да видиме. Додатоците, ќе се плаќаат ли и придонеси на додатоците или само ќе се плаќа персонален дан? Дајте да седнеме, да разговараме концепт на бруто плата и така натаму. Да, тоа е проблематично, но тоа е за министерката за финансии концептот на бруто плата. Нема, ние сме подготвени за ова све да разговараме, видете. Но да не ја забораваме просечната кошница. Им отидовте клизачи со Сега за просечната кошничка. Зошто отидовте? Не отидовме клизачи. Зошто минатиот месец, зошто ова све е политиканство? Зошто минатиот месец не се објави минималната потрошувачка кошничка од страна на синдикатот? Нивната е. Затоа што е помала, споредено со претходниот месец. И овој месец ќе биде помала. Не можете вие, кога некој работи, се толку очигледни да ги криете. Тоа е политиканство. И ние сега што велиме? Ајде заедно, дечки, да седнеме заедно да ја направиме. Ние не велиме дека сме најпаметните, но заедно и откако ќе ја направиме да добиеме цени од сите маркети просекот, од до просечната цена. Со артикли кои што се сезонски, сезонско овоше, сезонски зеленчук, 4-члено семејство, 4-члено семејство, да не оти гледав тоа кај одредени опозициони би рекол коментатори беше злоупотребувано 4-члено семејство. Ајде да направиме потрошувачка кошничка за 4-члено семејство. Ние не мора да правиме за 3, за 5, за 10 члена, за 4 члена ќе направиме. Дај Боже за 10 члена да правиме. Кога ќе биде оваа просечна кошница? Кога ќе ја лансирате? Па во рамките на институциите, сега има таму владата е задолжи Министерството за економија и труд, се формира работна група, ние нема без да ги консултираме синдикатите, секако тоа да излезе во јавност. Ние не сме влада која што ова го тера на дур, немаме таква намера, не правиме. Зошто јас би правил нешто лошо на мојот народ и држава, не должам никому ништо, освен на нив. Ајде да видиме како ќе исхендлате оваа работа и ајде сосема на крај ова сакам да знам, бидејќи ми е сектор го следам, на 22 мај завршува мандатот на актуелната гувернерка, треба да до тогаш да биде избран нов или да остане постоечката, бидејќи добро се справи со кризите што ги имаше, но исто така оние имиња што доаѓаат до мене, барем едно исто така е солидно име кое што може да одговори професионално и карактерно според мене на таа позиција. Значи, но кој се во игра? Може ли да ми кажете? Бидејќи истекува времето. Па не би можел се детално да ги зборувам имињата и не би било тоа културно, затоа што на крајот од денот еден ќе биде. Така. И сега, знаете, во политиката сите оние кои што имаат некаква амбиција или кои што се дел од тој круг, ќе речат не пуштаја низ вода. Знаете, затоа не би сакал да зборувам, меѓу имињата е и актуелната, значи зборувам за отприлика 5-6 имиња кои што ги анализираме, кои И од што ќе зависи кого ќе предложите на собранието. Односно претседателката мислам треба да предложи, но вие треба да дадете изим затоа што треба да изгласате, имате вие мнозинство. Како мнозинство во парламентот анализираме, се разбира дека овој процес без претседателката нема да оди. Немам намера да одам спротивно од и покрај тоа што ние имаме во парламентот. Мора да биде консензуално име. Апсолутно мислам. Не би сакал да создавам политичка криза,
бидејќи тука надлежностите се поделени помеѓу законодавната и власт и председателката. Така што најпрво ќе разговараме во нашиот, би рекол, во нашата оптика и во нашиот периметар се толку отприлика 5-6 имиња. Ке видам дали и тоа оптиката на председателката, ние ќе си ја кажеме нашиот став, сигурно и председателката ќе си ја каже, тоа мора да биде консензуално решение. Ако, например, се разидат вашите ставови со на председателката, ќе ја послушате ли председателката? Не, апсолутно ќе се најде консензуално решение. Не постои опција за мене дека ќе не се разидат. Ќе разговараме, ќе анализираме, ќе ги согледаме сите аргументи и ќе дојдеме до консензуално. Ова се прашања во кои што мора да манифестираме зрелост. Ова не се прашања кои што треба да не поларизира. Интересно, еден стандард се воспостави со изборот на актуелнава гувернерка, сите гласа, значи власта и опозицијата, вие и дадовте поддршка на гувернерката, дали ќе се обидете таква поддршка и за ако остане актуелнава гувернерка или за идниот гувернер или гувернерка што ќе дојде на нејзино место, да се обидете да имате и од опозицијата гласови за да биде тоа повторно дека една од највисоките институции финансиски има позади нејзе стојат сите. При изборот на актуелната гувернерка ќе ве потсетам дека тоа беше резултат на консензус помеѓу тогашниот премиер кој што доаѓаше од владеачката СДСМ и таа коалиција и председателот кој што во тоа време доаѓаше од редовите, беше кандидат на ВМРО ДПМН. И логично, би било нелогично ако не застанете позади таков. Ама тоа беше прв пат во историјата да се гласа со власт и опозиција. Не знам дали е единствен. Мислам дека е единствен. Не знам дали ќе биде и единствен. Не, добро, окей. Дали сега предлогот ќе го поддржат од страна на опозицијата пратениците, но јас ќе сторам се што е во моја моќ да заедно со председателката излеземе со едно име консензуално. Консензуално. Окей, последно прашање. Она што се случи со железничката пруга кон Бугарија, ја колку што сум новинар, толку и се гради 30 на години, така што ова веќе мора да го поставам прашањето бидејќи стана евергрин ова прашање. Бугарите се повлекоа. Сега доаѓаме до моментот дали ова е освета од страна на Бугарија заради политичките ставови она што го правеше и министерот за транспорт кога кажуваше дека тој проект е ваков, онаков, дека треба да се најде договор за тунелот да се буши, како да се најде решение, или у суштина е потврда дека тоа е, ајде условно кажано, проект кој што нема иднина. Што е ова? Освета на Бугарија на некој проект што треба да се реализира, има основа, или едноставно и бугарите у суштина искористија можноста да кажат колку е значен, ама не бил значен цело време? Не знам што е. Навистина не знам што е, но ако се сеќавате на еден брифинг што го имав јас со новинарите, ви предупредив дека ќе дојдеме до оваа ситуација. Зошто? Затоа што од таа страна, од за мене неразбирливи причини, нема интерес да се гради оваа пруга, иако на НАТО самитот во Вашингтон минатата година, кога бевме, министерот за одбрана на Бугарија го потпиша договорот и тој представува приоритет за НАТО, посебно во делот на неговото јужно крило. Целта е да ги поврзе Јонско-Јадранско море со Црно море поради системот за снабдување. Тоа е суштината на овој коридор. Јас навистина не гледам зошто не е дел од приоритетите на нашиот источен сосед, бидејќи најголемиот дел од пругата поминува токму на територијата на нашиот источен сосед, односно Бугарија. Од друга страна, исто така недостасува јасна порака од нашиот западен сосед, дека исто нивниот министер за одбрана тоа го потпиша на НАТО самитот во Вашингтон, недостасува јасна порака во која што ќе видиме и од нивна страна заложба, напротив, пораката е дека поголем приоритет е пругата кон Црна Гора. Додека за Бугарија поголем приоритет е реконструкција на пругата Софија-Бургас, наместо Софија-Варна, односно Софија-Петрич. Тоа е суштината. Не е коридорот 8 Македонија да потроши 1 милиарда евра пари на граѓаните за ништо, за да се поврзат со пруга Куманово и Паланка. Мислам, тоа не е суштината. Суштината на коридорот 8 е карго транспортот, кој што ќе ги поврзе практично овие две пристаништа. Наш стратешки интерес е, бидејќи точката на поврзување во близина на градот Куманово на коридорот 8 и 10. Ако направиме отсечка, во што силно верувам дека ќе направиме,
која што ќе оповрзе коридорот 10 со коридорот 11 во Бугарија. Ке нема пристаниште во регионот кој што нема да биде поврзано со Македонија. Да, ама дали ќе сакаат соседите тоа да не го возможат, бидејќи можеби сака да не заобиколат. Едноставно да бидеме ќори. Може они да работат и во корист на своја штета. Јас не велам не. Добро, сите работат на Балканов во корист на своја штета. Ама видете, ние имаме јасен комитмент. И ние велиме да сакаме тоа да го правиме, но не по цена да го платат тоа македонските граѓани и ние со железници да ги поврземе Куманово и Крива Паланка. Тоа е се супер, тоа е во ред. Но тие пари ние ги немаме. Така. Океј, ќе видиме, не ми одговоривте дали е освета или не, но добро дадовте објаснување. Премиере, мило ми беше што бевте дел од овој подкаст. Ова е мал подкаст кој што се грижи за економијата, малце отидовме и за корупцијата, од она што реков дека мене ме боли како граѓанин и нешто што го работам со децени, таа борба против корупцијата. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од подкастов. Се гледаме во некоја наредна прилика, кај што веројатно во наредната прилика ќе има повеќе жар, повеќе искричење помеѓу мене и вас, кај што ќе се караме, како што би очекувала публиката. Ова беше сепак некој мирен подкаст кај што сакавме да дадеме една поширока и помирна слика на случувањата во економијата. Уште еднаш благодарам. Благодарам на можноста и се надевам ќе го задржиме на овие сите теми вниманието на вашите гледачи. А ако сакаме таков тип на би рекол разговор, тогаш да облечеме ракавици и да влеземе во ринг, сигурно сите ќе не гледаат. Тоа не е поентата на овој подкаст. Се шалам, се разбира. Апсолутно. Знам дека се шегувате на темава. Значи, се гледаме во некоја наредна прилика. Се надевам дека економијата ќе биде стабилна и дека ќе можеме конечно да зборуваме за вакви тема, како што јавни долг, како што се инвестиции, па дали се добри, дали не се добри, а не да зборуваме за последици од трагедии. Тоа беше се за овој подкаст. Се гледаме на 1 мај. Ќе видиме што ќе работиме, дали нешто за трудот, дали ќе работиме нешто друго, но тоа ќе остане изненадување. Секој е добро, бидете ми поздравени.